Во Македонија нема труло и расипано месо увезено од Полска. Ова го тврди Агенцијата за храна по скандалот кој изби во 10 земји од Европа и регионот. Оттаму вела дека секоја пратка се проверува. Покрај задолжителниот преглед на документацијата, се врши и физички преглед на пратките. Контроли се вршат и при истовар на увезените пратки. Одговорија од Агенцијата за храна и ветеринарство на прашањата на Алфа, но сепак сомнеш постои бидејќи и властите во Словенија првично тврдеа дека таму не завршил ниту грам од сомнителното месо, за потоа да се докаже спротивното. Граѓаните не веруваат во месото кое влегува во Македонија. Велат Агенцијата за храна и министерствата да ги засукаат ракавите и да работат посериозно, зашто на пазарот влегувало месо со лош квалитет. Немаме доволна контрола на квалитетот, не само во смисла на хигиенска исправност, на биолошка исправност, туку во смисла на квалитет на месото кое се увезува. Имаме сомнителни увозници, имаме недоволна контрола, така да ние граѓаните заправо и не знаеме што јадеме. Не знаеме што јадеме. Безбедно ли е месото конкретно? Не верувам. Не верувам дека чисто дека е добро. Но има и граѓани кои не купуваат месо, туку сами одгледуваат. Вела дека во месарниците не им било ништо сигурно. Ја не купувам, не влегувам во месарници, така да имам свое, одгледувам све домашно мое. За безбедно ништо не е безбедно. Јас си чувам свој, така да не знам. Стравуваат од месарница да се купи. Инаку скандалот со труло говедско месо го откри полски новинар. На снимките јасно се гледа како се влече стоката која едва оди и завршува на линиите за колење, а тоа месо се складирало и замрзнувало по пазарите како безбедно за јадење со печат и жик. Месото од овие крави завршувало во Романија, Шведска, Унгарија, Естонија, Финска, Франција, Шпанија, Литванија, Португалија, Словачка и Словенија. Инаку само минатата година Македонија од Полска увезла над 1.600.000 говедско, јунешко и телешко месо.